Утре во Кочанската општа болница пристигнува првата пратка компресивна облека наменета за повредените во дискотеката Пулс. Штипјанецот Александар Авукатов е меѓу 58-те кои ќе добијат специјализирана облека, со која полесно треба да заздравуваат изгорениците. Така, како сега вие се чувствувате после она што се случи во Добро се чувствувам, психички добро, физички уште малку и добро и физички ќе биде. Само споро. Знаете ли како да се грижите, ви објаснете? Да, имаме инструкции како да се грижиме, да се заштитиме од сонцето, да физички да закрепнеме подобро, кондиционо и така. Така компресивна облека дали очекуваме да стигне. Ово сега што е на мене е импровизација, што ни ја препорача од болницата во Пловдив. Компресивната облека е изработена во Германија и е во вредност од над 923.000 денари. Преку донации ја обезбеди граѓанската иницијатива Сапорт Кочани. Здравствените протоколи наложуваат под компресивната облека, која треба да се носи минимум 23 часа на ден, да се постават силиконски лепенки, кои ќе ја одржуваат влажноста на кожата. На пациентите веќе им се направени обуки како да се грижат за истата. И телото човечкото има динамика, значи може да се здебела, да ослабат, значи може да им биле рацете во оток кога биле земани мерките. Така да, значи, повторно се направи увид и доколку им одговара, значи доколку е во ред овој прв пар на облека, планирано да се изработи и втор пар на облека, за да може кога едниот пар се да речам се одржува хигиена, другиот пар да може да се користи, бидејќи препораката е дека тие треба да се носат околу 23 часа. Во меѓувреме со нови пациенти се дополнува списокот за компресивна облека, а ќе се изработуваат и специјални силиконски маски кои ќе бидат наменети за младите луѓе кои имаат изгореници по лицето, вратот и главата. Долга и макотрапна ќе биде борбата до целосно заздравување. Затоа е потребна помош, коментираат повредените. Секако овој се долготрајни скапи лекувања, тешки, напорни, со многу потовања, со многу, како да кажам, има трошоци, така да треба финансиска помош секако. Што се однесува до заштитата од комарци кои во летниот период во Кочанскиот регион ги има премногу, доктор Мирчовска апелира повредените средствата да не ги прскаат директно на кожата, туку на компресивната облека. Утре во Кочани треба да пристигне делегација од шведскиот град Гетеборг, која ќе сподели искуства за тоа како тие се справиле со страотниот пожар во 1998 година, кога во тамошна дискотека животот го загубија 63 лица.